Последните проценти на батерија ги трошам за ова интро. Се надевам ќе се исплати, дека ќе излезе добро видео. Другар ми кажа дека секогаш кога сум се шишал, сум постирал ново видео или барем сум снимал, па еве да го испоштувам тој некој мини адет повторно. Да се мислам дали започнам 2 нови серијала или дали воопшто може да го наречем тоа серијал. Не сакам да биде така, пошто кој знае колку ќе трае. Едното да носи, нема да го носи тој наслов, туку онака само да се има некој основ. Тој основ би бил студиите докажале. Сега што сакам со тоа да речам, например, денеска правам видео за аминокиселини и ви презентирам во видеото, односно не ви презентирам со слики и видеа и студии, туку јас само ќе ги кажам студиите кои ги има на интернет, а нема да ги презентирам за да не ме правам мрзливи и да имате се на готово. Ќе имате две опции, да ми верувате или да прогуглате. Но морам да ставам капата, не можам да ја држам во рака. Сега, да довршам, тој серијал, реков, ќе има за цел да ве направи да не сте мрзливи, да прогуглате, да ја најдете таа студија што јас ја тврдам во видеото, ако мислите дека лажам, или пак едноставно ќе ве научи да верувате на други. Тоа се две работи и прво нешто што нормално ќе ве научи нешто ново. Бидејќи гледам од тие што ме следат, многу има што не знаат ништо за суплементи или тие што знаат сакаат да видат некоја студија, да дознаат нешто повеќе. Нели ние учиме цело време и душ сме живи. Па ето, може тоа ќе допринесе нешто. А вториот у наводници серијал да продолжам нешто што не е завршено од легендарниот Рич Пијана Bigger by the Day. Се надевам нема јас како него да завршам. Телефонот добро не умре. И така, тоа нема да биде серијали, пошто треба за серијал да биде, треба да има редовност, да има ист наслов. И така, неќам да има ист наслов, неќам не да сум редовен, туку не знам дали ќе постигам, дали ќе можам цел време. Иако мислам дека првото тоа, студиите докажале или покажале, како и да е, ќе видам како ќе го крстам. Тоа ќе биде корисно и како, само ќе треба да се помачиме малку за да го направам. Денеска во видеото, ако имам батерија, ќе фатам нешто од тренингот. Денеска правиме грб, нови помагала има во теретаната, голем плюс, фала Богу, може да ја пофалиме. Ако не, едноставно ќе биде обично зборење. А што ќе говорам днес? Еве, и покрај тоа што помина видеа од Кати Булк, иде лето, мислам веќе дојде, сите ги интересира како дослабнат едно друго, па затоа ќе посветам да кажам како најбрзо и најефикасно да се намалат масти. Ако нешто сгрешам или излажам, некој нека ме поправи во коментар, нека даде критика, а ако едноставно зборам добро како што треба, нека подржи со лайк, коментар, нешто така. Сето тоа по завршување на тренингот и ако имам батерија, ако не, дури вечерва од дома. Како што и очекував, немаше батерија да се снима вежбите, се направи грб, помагалата, но и новите рачки не успеав да ги покажам. А тоа е што е. Да поминеме на оној дел од видеото што е за едукација. Како да ослабнете во овој период најбрзо, најефикасно. Знаеме дека е жешко, знаеме дека не се издржува. А тоа што е жешко, ќе допринесе да пиете многу вода, да сте дехидрирани, но и не да сте дехидрирани, туку да пиете вода, да сте рехидрирани и да не бидете дехидрирани. Автоматски тоа ќе ве засити малку, нема да ве се јаде многу. Замена за благи сега во овој период одлично, и место сладолед може да замените тоа да биде со некаква силупеница, диња. Исто така тоа содржи огромен процент на вода, а ќе ве засити исто како да сте јаделе нешто оброкот. Верувам дека на многу од вас што не вежбате, сакате да слабнете, ви е тешко да јадете меса,
пире, ориз, компири во големи количини, така што сосема едни лесно варено некое пилешко месо или не мора ни тоа да биде некакво месо, некаква салата лесна преку ден како главно јадење, а да ви ги задоволи поголемиот дел од потребните нутритивни вредности како протеини, јаглехидрати и масти, ќе ви биде доволно. И сега за доручек и вечера тоа може да биде исто или различно. Некоја чаша, две млеко или јајца, комбинација некаква, за вечера млеко, за доручек јајца. Нешто што ви е убаво, а сепак што ќе биде во мала количина. И со самото тоа што низ текот на денот ќе пиете многу повеќе вода отколку во зима, нема да ве тера да јадете, реков. Оброкот толку регулирате и го направите како тој што накратко сега го кажав, ајде чисто колку да има смисла ова видео. Исто тоа многу ќе ви помогне и останува на вас да додадете простор само за одредена физичка активност. Барем во најлош случај кратко пешачење, возење велосипед, трчање, а потоа идеме на наредни нивоа како калистетик или тренинг во теретана. Со тоа да го практикувате ова во текот на летото, ја мислам дека до крајот на истото ќе направите и тело. Сега ќе си кажете зашто, добро Марко, ти ова го знаеш, го кажуваш, зашто ти не си ослабнат, зашто имам ја 20 и кусур посто масти, околу 22 ги имам во телото. Тоа е пошто ја така сакам, така целам, не сакам да имам стомачни, а раката да ми биде колку ова. Ке си кажете има дечки што раката не има колку тоа, раката им е голема колку мојата, издефинирана и има стомачни, да. Ама тие дечки или зимаат нешто, или тренираат повеќе од 10 години. Еве, например, лично неколку ги знам што се во топ форма и издефинирани и големи. Луѓето стварно тренираат, може колку што имам ја, 18, веќе они толку имаат стаж во тренинг. Затоа полека, не се брзаме никаде. За сега јас сум задоволен, кревам големи килажи, изгледам не толку лошо и тоа би било тоа. И да дополниме, за да го забрзате сето овој процес, суплементи што може да ги земете се некој топач на масти, и ништо повеќе од тоа, но и тоа ви е неопходно доколку не вежбате во теретана. И нормално шеќерите ќе ги елиминираме скроз. Овош е во овој период е сосема, мислам и да не слабеете дека треба да го јадете, ама ете, би ви помогнало доста. Фала што го изгледавте ова видео, кратко, брзо, едноставно. Се надевам дека вие што не вежбате, нешто научивте ново, вие што вежбате, може би ќе ве поттикне да ослабнете, ако сакате, а не можете. Мислам дека кажа се од искрена па до тренинг на брзина, како најлесно да ослабнете. Па, тоа би било тоа од мене. Ставете лайк, шер и да заборавив да се заблагодарам за 500 сабскрајбери, јубилејни, добра бројка. Ќе видиме за колку брзо ќе стигнеме до 1000. Дали ќе стигнеме? Може би да, може би не. И тоа би било тоа.